Животот е збир на сите ваши одлуки. За неа музиката и семејството се. Незиниот глас и песна будат најдлабоки емоции, но препознатлива и со незината насмевка, држење и став. Омилена професорка, но и извонредна пејачка. Добро утро во понеделничката утринска дружба и посакувам на Зуица Лазова. Добро утро и најпрвим благодарам за ова прекрасна најава. Секогаш на секого мислам дека му годи да си слушне вака убавини за себе. Јас кажав извонредна пејачка и омилена професорка. Работите на два фронта паралелно. Сега, каде е покомотно и како успевате да ги менаџирате овие работи? Јас само можам да се надевам дека сум умилена професорка и дека навистина цел живот се трудам да биде тоа така. Прво сум човеколюбец и децолюбец, ако можам да склевам некој нов збор ваков од овој тип. Навистина ги љубам децата со сите нивни мани, доблести и се трудам да бидам навистина омилена. Меѓутоа, па може би 25 или 30 години се трудам да сето тоа го избалансирам, изменаџирам и морам сама себе, еве и на сите кои што не следат во моментот, да си признаам дека најкомотна сум таму. Таму со дечињата, со мојата основна професија, која што е наставник по хармоника. Сега кога ја спомнавме хармониката, за хармониката важи дека е таа машки инструмент, но вие го докажувате спротивното. Да. Ги уривате предрасудите. Па, баш така. Првата генерација која што завршила овде во Скопје на ФМУ, сме токму јас и колешката Зорица. И со тоа, мислам дека докажавме дека хармониката не е само машки инструмент, дека девојките, значи дамите, одлично се снаоѓаат, менаџирајки го тој неизин корпус и, нели, она тешка е, па не е за девојче. Имаме одлични хармоникашки излезено од ДМБУ Илија Николовски Вуј, кои што се сега и на факултет. Така што тоа паѓа во вода. Таа теза ја побивме уште кога почнавме да работиме. Бевме само две професорки од дека. Неодамна финишираше проектот Македонија во срцете носиме. Тоа се 12 патриотски песни облечени во ново руво. Вие ја отпеавте песната Земјо мила. Тоа беше едно од најубавите искуства што сум ги имала. Да се пее пред толку народ и толку народ наизуст да ги пее сите песни, да се види таа радост на лицата на народот, свативме колку во суштина му фалело нешто од тој тип на концерт. Значи, тие се познати песни, народот ги знае, а Николче Мицевски ги облече во тоа ново руво, кое што би требало некако да ги доближи до онаа помлада генерација, која што може би е понаклонета по, знаеме, по забавната музика, да, по друг жанр. Меѓутоа, ова беше една симбиоза на по модерен аранжман, а сепак фолклорот наш ткаен внатре. Знае свод од вече, знае си од свет. Кога вардар тече, нијел робска клет. Колку света сила вгоди твој се зби. Колку биваш мила, земјо мајко ти. Многу сум среќна што ја испеав таа песна. Навистина, можам да кажам дека и според вокалот, и според сите оние
мислења што ми ги кажале, баш некако си дојдоа на свое место, ми легна како што велиме ние, и во оваа прилика би сакала да му се заблагодарам и вака јавно на маестро Јане Коџабашија, кој што кажа дека таа песна веќе е на народот и ми ја отстапи да ја препеам. Велите, нашиот фолклор е нашата лична карта, нашиот идентитет. Така е. Длабоко сум уверена во тоа и според искуствата што ги имам и со класичната музика, значи. Со хармониката сум била на разни семинари, каде што луѓето сакале да го големи професионалци од светот на музиката, од светот и на хармониката, сакале да дознаат нешто повеќе за нашиот фолклор, да е слушнат таа позната наша седморка, тие познати наши неправилни ритмови кои што за нас се многу лесни и ги исполнуваме со леснотија, но за другите се многу комплицирани и навистина тоа е она кое што нас можеби не става на пиедестал. И тоа е нашиот личен идентитет. Многу отпеани песни, многу настапи. Има некоја песна, некој настап што е посебен за вас, што буди кај вас посебни емоции, и која е песната што стави печат на вашата кариера? Истурање на емоции имаше во далечната 2001 ми се чини година со Утринска коба. И тоа е мојата лична карта, ако можеме така да кажеме, во животот на еден уметник, на еден исполнител. Таму се историја моите емоции најмногу ми се чини, бидејќи таа песна беше направена веднаш после заминувањето од овој свет на мојата мајка. Меѓутоа не се спомнува мајка, се спомнува нешто друго, меѓутоа емоциите се препознале таму и затоа имаше толку награди, да не ги спомнувам сега, затоа имаше едно гранд при тогаш. Еве, во понова историја, како емоции, како нешто што ми е многу драго, баш овој караван, затоа што па тука се створи една дружба, еве сега одмина караванот, се надевам дека нема да биде завршеток, така и напишав него ќе биде почеток на нешто уште подобро и дека тој караван ќе продолжи низ другите градови. Јас можам да кажам дека станавме како една фамилија. По вашите стапки тргна и вашите деца. Сопругот, веќе знаеме, науме докажан на македонската музичка сцена, но по вашите стапки тргна и Македонка и Стефан. Точно така, Македонка веќе си е абсолвент во класата на Весна Гиновска Илкова и таа изразува желба веќе да заплови во водите, меѓутоа не во фолклорот, туку некаде се пронајде во поп музиката. Па ќе видиме сега, да заврши, па ќе видиме што со неа. А Стефан е веќе запишан во Дамаболцинија Илија Николовски Луј, во мојата матична куќа, на одделот традицијски пејач, играч. Значи, тој ќе го негува фолклорот, онака изворно, и се надевам дека еден ден ќе го слушаме и него, баш токму со тие фолклорни изведби. Морам да кажам дека нас најголема сопка ни прави Наум, кој што е веќе етаблиран, нели? Па сите некако пробуваме, нели, да допреме. Тешко е да се надмине кога во фамилијата имаш некој таков. Но од една страна е и добро, ама и, како што реков, еден вид на сопка. Бидејќи ова е утринска програма, како стартува денот за вас? Со кафе. Без тоа не може. Со едно убаво македонско кафе, љубител сум на убави кафиња, тоа морам да си признам, и сакам тој дел од денот, тие зависи, нели, од времето кога сум се разбудила, да бидат само мои. Значи, тоа парче од денот да биде само моје,
тука да си ги средам мислите, да ги наредам обврските во текот на денот, нели, бидејќи се многу, да се искоординирам и кога ќе завршам со кафенцето да продолжам понатаму. Посакувам сите желби да ви се исполнат и да ви се реализираат. Ние секогаш ќе бидеме тука да ве поддржиме. Ви благодарам за отстапеното место. Ви благодарам што ова утро бевте гости на Македонија на утро. Благодарам и поздрав.